На мое големо задоволство, денес заедно со премиерот Зоран Заев извршивме убит на дел од Охридското крајбрежје, каде што општина Охрид во текот на изминатиот период спроведуваше активности за отстранување на бесправните објекти, пошто беше извршено уредување и подготовка на плажите во пресред на туристичката сезона. Сакам да упатам голема благодарност до премиерот Заев за поддршката во целокупниот процес и за тоа што и покрај преполната агенда во рамки на значајниот меѓународен форум издвои време лично да ги види резултатите од досегашните активности на крајбрежјето кои се во насока на исполнување на препораките на УНЕСКО и планот за управување со светското и природно и културно наследство на Охридскиот регион. Точно пред еден месец, на 1 јуни, на ова иста локација одржав пресконференција на која информирав јавноста за реализираните активности за отстранувањето на бесправните објекти на крајбрежјето. Тогаш буквално бевме на половина пат од зацртаната цел. Но преку интензивна работа на терен, за само 30 дена, истата оваа локација изгледа уредено и привлечно место за одмор и релаксација. Се потрудивме во рамки на нашите можности да ги уредиме плажите кои оваа година за прв пат по долги години ќе се користат слободно од сите граѓани и туристи кои ќе летуваат покрај нашето преубаво Охридско езеро. Извршено е посипување со автохтон песок, се спроведува активности за чистење на дивата вегетација и ситниот градежен отпад. Се изврши засадување на нови садници дрва, се поставија нови контењери, канти за отпадоци и времени тоалети. Деновиве се поставуваат монтежни соблекувални, фонтани за вода и ќе бидат поставени клупи за седење. Направен е план за секојдневно одржување и чистење на плажите во текот на сезоната од страна на комуналните екипи. Оваа можност ја користам да упатам апел до јавноста за повисока еколошка свест и за одржување на чиста животна средина. Што се однесува до активностите за отстранување на бесправните објекти, можам да кажам дека истите течат плански и последователно. Во моментов се работи во градската зона на потегот од каналот Студенчишта до местноста Парк. Таму се врши отстранување на платформите кои се поставени во вода, а исто така и во местноста Далја. Како што имам кажано и претходно, гор сум што како локална и централна власт покажавме решителност, вистинска волја, капацитет и подготвеност да се соочиме со проблемите и да започнеме со средување на наследените катастрофални состојби. Конечно ставаме крај на долгогодишниот хаос, злоупотреби и узурпации на најатрактивната зона од крајбрежниот појас, а продолжуваме и понатаму во реализирање на активностите за отстранување сето она што е спротивно на законите и прописите. Уште еднаш потенцирам дека без разлика каква ќе биде конечната одлука на Комитетот на светско, природно и културно наследство на УНЕСКО на престојната сесија во однос на статусот на Охридскиот регион, продолжуваме интензивно да работиме и да се залагаме за зачувување на непроценливото богатство за идните генерации. Благодарам.